И сега често знаеме во текот на работниот ден, но и додека правиме некоја можеби физичка активност, да си подгрицнеме нешто, колку скриени шеќери имаме во грицките. И кои грицки се дозволени, се ова под наводници грицки, со Билјана Ристевска ќе се консултираме. Добро утро официјално. Добро утро, поздрав до вас и до сите гледачи на Македонската телевизија утрово. Ајде да некако да биде попристапна информацијата, па затоа велиме грицки. Што се спаѓа во грицки? Дали се тоа само соленки, чипсови или имаме и традиционални грицки како семките? Точно. Под грицки најчесто младата популација подразбира чипсови, смоки, переци, соленки и нели пуканки, можеби? Пуканки секако, меѓутоа пуканките некако може да отидат и во алтернативниот здрав дел. Иако здрави грицки, оние кои што треба да ја конзумираме, се секако сировите семиња од сончоглед, од тиква, од лен, од сусам, од коприва, интегрални од сусам исто така. Традиционални. Секако, понатаму грицки може да бидат нели јаткастите плодови, како што се бадемот, оревот, лишникот, индискиот орев, макадамијата и сите нели останати јаткасти плодови. Често знаеме да кажеме дека тие се за анимација. Точно. Зараза. Да, и зараза ни го отлекуваат вниманието, додека работиме, додека правиме нешто. Само треба да внимаваме на изборот. И на количината. И на количината, да, во ред тоа се, но скриени шеќери во храната. Како да ги препознаеме? Што е она што треба во прва линија да му кажеме не? Што е она што понекогаш велите алтернативно е дозволено? И нешто што можеби и дополнително се препорачува да го конзумираме во текот на денот. На нашиот организам секако дека нужно му се потребни аглените хидрати, односно шеќерите, меѓутоа треба да се прави правилен избор кога ги конзумираме на секојдневна основа. Повеќето од нас сметаат дека простиот, нели, кристал бел шеќер го има само во сладката храна и од таа причина на дневна основа многу често се случува да се, нели, прескок на препорачлив дневен внес на шеќери и имате ситуација кај што пациентите велат па ништо не сум јадел освен ова благо, нели, а нивото на глукоза во крвотокот ми е покачено. Сето тоа се случува заради тоа што за жал се повеќе и се почесто се присутни тие скриени шеќери, символично кажано, кои што ги содржат многу типови на храна. Најчесто скриените шеќери се наоѓаат во храната која што не ни очекуваме дека би имала шеќер, како што напоменавте вие претходно, тоа се грицките за кои што никој не би се посомневал, нели, дека има додадено шеќер, а се додава за да се подобри вкусот и да се продолжи рокот. Шеќерите се додаваат и во нели оние healthy, fit или здрави закуски, ужини или барови кои што ние може да ги купиме од продавница за здрава храна. При тоа, нели, неинформирани, неедуцирани, дека треба да прочитаме внимателно декларацијата, заради тоа што на секоја декларација пишува која количина на шеќер ја има, меѓутоа не представен како класичен шеќер. Значи шеќерот може да биде пишан како малтоза, декстроза, може да е пишан како овошен сироп, овошен засладувач, може да е како меласа, значи се тоа шеќер. Точно така, значи во сите форми никаде нема шеќер само како шеќер да го прочитате. Нели, некаде пишува нели јаглени хидрати од кои шеќери, се нели си ги пишува овие кои што јас ги напоменав. И треба да сме внимателни заради тоа што тоа се маркетинг трикови на кои што не би требало, доколку сме добро едуцирани, не би требало да нели паднеме. Скриени шеќери има малтене во секој вид на храна, во пецивата на пример, кои што ние ги купуваме, посебно во оние тост лебови, во бургер лепчињата, понатаму во разни сосови кои што ние ги нели секојдневно конзумираме, дали се тоа кетчапи, дали се тоа дресинзи за салата, дали се тоа сосови за исто така за некоја паста или тестенина, сите тие содржат скриени шеќери, паштетите, саламите, виршлите, тоа да не напоменувам, бидејќи не влегуваат на листата на што треба да конзумирате во текот на денот. Колку ме прашувате мене, така. Сите намирници. Да. Понатаму ги има во ладните кафиња, во многу кафиња се сокриени, значи оние шеќери кои што не треба да бидат исконзумирани, а секојдневно знаеме ние сите ги купуваат, посебно младите, нели
од маркетите, од бензинските секаде ги има оние ладни кафења кои што секој може да се ги земе, млеката, значи чоколадното млеко, сето она што се пласира како нели можеби здрава опција за ужина, верувате дека содржи многу повеќе скриени шеќери отколку вие тој нели намерник да си го подготвите дома во домашни услови. Понатаму природните сокови, во наводници природните соковите кои што се индустријски добиени, а се нели пласираат на пазарот и оние кои што велат нула нели шеќер, односно без додадени шеќери. Да, можеби немаат додадено бел кристал шеќер, меѓутоа имаат многу алтернативни засладувачи кои што се додадени во истиот производ и ние некако во наводници паѓаме на тоа нели 0% шеќер, односно нема додаден шеќер, па нели си го купуваме тој тетрапак сок кој што според мене не треба да биде во ниту еден случај присутен на еднодневно мени, посебно не кај детската популација, заради тоа што со самиот раст на дечињата како тие нели ги зголемуваат годините, односно од нивната најмала возраст, моја препорака не е да се оптеретува панкреасот, оној кој што лачи инсулин и кој што практично се грижи за нивото на глюкоза во нашиот организам. Препораката е да се внесуваат природни шеќери, меѓутоа и тие во нели ограничена количина, заради тоа што не може вие денес нели велиме јадам овошје. Меѓутоа, која количина? Не може да изете килограм и пол овошје да мислите дека сте внеле здрави шеќери. Заради тоа што таа фруктоза која што содржи овошјето и зеленчукот, дел од зеленчуците, не треба да биде во енормна количина. Се знае кој е дневниот днес на шеќери во нашиот организам и тој не треба да биде нели прескокнат надминат во текот на еднодневна ноќе. Да, Билјана, многу намирници споменавте кои што се нездрави. Еве, нездрави под наводници тука, кои што знаеме дека не се дозволиви, но каде е маркетинг трикот? Кога велите, имаа производи кои тоа како имаат добар маркетинг, не само амбалажата, туку и тоа како знаат да навлечат и да станат, да не направат да зависни од нив, како се оние кои што се диетални производи, кои што се барчиња, што ги рекламираат и така натаму, и колачиња и така натаму, кои што навидум се здрави, под наводници. Се декларираат како здрави, ни навидум, ни никако не здрави, не само се декларираат како здрави. Што има тие скриено во нив што ние не знаеме дека го има и што треба да постои на декларацијата да прочитаме дали е тоа верит или не. Значи, која било декларација вие да прочитате во продавниците, секој чест на исклучоци се што се прават дома подготвени барови, па нели се пласираат на пазарите или можеби во некоја специјализирана продавничка за такви нели производи за здрава храна, точно така. Сето останато кое што има рок на траење на истото кој што е подолг од 7 дена, од една недела, значи навистина треба не знам колку да сме минимално едуцирани да веруваме дека тоа е природен производ кој што не содржи шеќери, заради тоа што самиот шеќер е природен конзерванс. Значи, тој го продолжува рокот и го подобрува вкусот. Затоа во одреден тип на смоки, на чипсови се додава шеќер, за да го намами, нели, сетилото за глад, односно за задоволство. И нашиот мозок сака сладка храна. Да не се лаже мозокот. Јас секогаш велам на моите пациенти, ние треба да го излажеме. Нели да јадеме нели лажичка мед со 2 бадеми и да мисли мозокот дека јаде чоколада. А така, да. Млечна чоколада, например. И овие темните чоколади, што се, значи, во истите, тоа е темна чоколада, да, има 70% или над 70% какао маса. Меѓутоа, никој верувате дека многу малку дел од популацијата чита колку шеќер има. Значи, тие чоколади не се без шеќер. Секоја чест пак ќе кажам исклучоци кои што се навистина и поскапи, меѓутоа има зошто. Или да си ги направиме дома. Сега споминавте на брзина, споминавте јатки со мед. Точно, дома може да се направат разни рецепти, значи за сладка храна. Меѓутоа и таа треба да биде ограничена. Значи ние можеме да направиме барови дома. Можеме да направиме гранола дома. Онаа гранола која што ние купуваме, ние се лажеме дека таа не содржи шеќер. Мислам, абсурдно е. И не ни може да биде така, затоа што пак ќе напоменам, рокот се скратува и оној кој што ја пласира, оној кој што ја продава, губи. Значи, замислете вие денеска да 1 килограм гранола да не се продаде, вие да треба за 3 дена, таа секако дека може да биде нели подложна на мувли, во зависно од тоа како е чувана, колку влага има. Значи, тоа се посебни услови под кои што треба да биде чуван одреден тип на храна, за да може да биде пласиран кај клиентот. А сето она што е, да се навратам на претходниот муабет, значи сето што е тоа спакувано. Верувате дека можеби не пишува бел кристал шеќер или сахароза. Меѓутоа, се останато што вие ќе прочитате внатре како јагле, хидрати од кој, и сето тоа после тие 2 точки од кој,
во ниту една нели ситуација не влегува во здрав избор на намирник или на храна. Морам да ги напоменам и ги здраните пијалоци, кои што не ги споменавме, мислев кои што во една ги лименка, заборавивме. во една лименка имаат дури некогаш се случува да имате од 30 до 30 А ќе бидат и тоа како сега грама повеќе шеќер. во текот на летото Точно, конзумирани, точно. како напад на жет, Точно. веднаш го смируваат. Така Меѓутоа знаеме се да случува кажеме спротивното. Но Нели не се што е гаси тоа? жетта, туку Добро. уште повеќе станува телото жедно заради тоа што една нели лименка газиран напиток содржи повеќе од дневните препорачани дози за внесна шеќер, практично 30 до 35 грама шеќер и без разлика, нели кога ќе пишат нели 0 шеќери, нема шеќери, има други засладувачи кои што доколку континуирано ги конзумирате и така како се штетни по нашиот организам, не се тоа здрави засладувачи. Здрави засладувачи се само природните засладувачи. Значи некои што се добиени на природен пат, на природен начин и од природен извор. Сето она останато кое што е синтетски добиено во лабораторија, не може никој да му убеди дека е нели здрава алтернатива за замена на сладко и на шеќер во организмот. Ако не ги убедивме сега, тогаш нема кога, особено поради тоа што и овие производи кои што мамат знаат да бидат и тоа како скапи, маркетингот се го прави своето, знаат да чинат многу повеќе од тоа што можеме никош да си дозволиме, но се мамиме дека и те јадеме нешто здраво, па ќе одвоиме повеќе пари, ќе купиме нешто што во суштина не е здраво. И сега кога зборувавме за нападот на жет, а нападот на глад, односно на нешто благо, знаеме да кажеме, организмот ми бара нешто благо, имам потреба од благо. Во прва линија, што да земеме? Во прва линија, најдобро е нели да се земе природен мед, една лажичка со какао измешате, кога додадете 2-3 оревчиња во истиот и цимече малку може нели секако. Меѓутоа може и чаша какао да задоволи потреба за благо, иако не содржи шеќер. Моја препорака е нели да се внимава на внесот на шеќери, посебно оние луѓе кои што имаат здравствени проблеми. Диабетот, меѓутоа има луѓе кои што се со диабет состојба, но го регулираат шеќерот на база на терапија. Многу повеќе треба да внимаваат оние кои што имаат полицистични нели јајници, девојки и жени, понатаму Хашимото луѓе кои што имаат, луѓе кои што имаат инфламации, одредени инфламации во телото, дали е тоа природен вид на заболување како што се онколошките пациенти или одредена друга инфламација во телото, треба да внимаваат на внесот на шеќер во организамот и ако кај една возрастна личност дневна препорачлива доза на внесна шеќер е 20 грама, моја препорака е кај овие луѓе со ваква симптоматологија да се намалат и тие, односно да телото да биде гладно за шеќер, за да може само себе да се исцели во тој период од животот кога има потреба нели за намалување, односно не внесување на голема количина и концентрација на шеќери во истиот. Сакам само да го заокружиме разговорот, додека зборовте ми текна дека и тоа како имате препорачувано производи, па и за благо, кога се домашни традиционални рецепти, билете од поодамна, наши, така што мислев дека нешто од тие ќе споменете, мислев дека ќе ги споменете некои од мешунките, кои што може да ги користиме, кои што не се домашни, да, но во секој случај, она што можеме да го направиме дома, ќе чини многу помалку, не само и по нашиот домашен буџет, туку и по нашето здравје. Секако ние можеме да си направиме точно дома нутела или крем од наут. Јас имам правено од наут. А да не даваме толку пари колку што чини, наут, да. Нели, урми, сето тоа добро, нели, изблендано, меѓутоа пак ќе напоменам, рокот на тоа вие дома што ќе го подготвите е многу краток, верувате, заради тоа што нели, давате сега свежи намирници, го правите, го подготвувате во моментот, добивате една тегличка од таков, нели, еврокрем во наводници од наут со урма и тој трае 3 до 4 дена максимум и тоа е одложен нели во ладилник. Верувате, некој кој што е зависен од благо и кога ќе купи таков крем му трае исто 3 до 4 дена максимум. Точно. Така што на кога ќе не се пресмедаме. Точно така, точно. Ова варијанта е подобра. Токму така, посебно пак ќе напоменам за дечињата кои што се нашата еднина. Моја препорака е доколку може до втората година да не даваат нели шеќер родителите, меѓутоа потоа кога ќе почнат нели со внес на шеќери, тоа да се природни
домашни извори на шеќер, дома подготвени производи за понатаму во текот на животот, да тоа дете нема никаков проблем со конзумација, односно преработка на шеќерите во организмот, заради тоа што сето она што ние денес го работиме, односно го правиме за самите себе, не се покажува веднаш како добар или лош резултат. После години и веднаш се чудиме. Јас имам пациенти кои се чудат, леле, ама како сега, јас кога ќе се навратам на историјата на минатото и кога ќе, прашувате дали имале зголемена телесна маса, што конзумирале, како конзумираат, и вие знаете дека не е леле како мене, туку едва чекаше да те најде. Значи, самите ние, ова сега што го правиме, посебно за дечињата, затоа напоменувам, тоа што го правите во нивните 5 години, па и 10 години, ќе го видите во нивната 20 и 25 година. Тоа го говорам од лично искуство, тоа го говорам и од години наназад пракса со пациенти, и препорака е никогаш да не го одложувате почетокот на некоја позитивна промена поднаш на вашето здравје, никогаш не е доцна, без разлика дали имате 70, 170 или 120 килограми, не е доцна. Некогаш знаете како луѓето ќе преминат од таа комфорт зона, ќе зголемат телесната маса, за која што дел се виновни и шеќерите, ќе зголемат телесната маса и некако како да се откажуваат. И тоа се тоди доцна е веќе велат, нели? Никогаш не е доцна доколку вие сте само свесни и сакате да си само себе помогнете. Билјана, благодарам. Благодарам вам. Со Билјана Ристевска, нутриционист, го заокружуваме денешното издание. Зборувавме за скриените шеќери во намирниците кои што секојдневно може да ги конзумираме. Сакале или не сакале, треба да ги читаме декларациите и да видиме што се има во производот кој што веруваме дека може би е здрав.